Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во Централниот Дневник на Сител ќе гледате. Денеска е Свети Трифун, денот на лозарите, ден кога се кројат лозјата. Сител репортажа од винаријата Монтеко во Кратово. Политичарите им го честитаат денот на лозарите, но не заборавија да си упатат обвинувања за состојбата во која се наоѓа земјоделието. Рубио од Минхен порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. За премиерот Мицкоски тоа е јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Премиерот оствари повеќе средби на маргините на Минхенската безбедносна конференција. ВМРО ДПМН објави слика од Филипче со лицето кај кое се запленети десетици тони марихуана. СДСМ повторно бара одговор за 5 тони марихуана во Србија и вината ја лоцира кај власта. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени и повисока инфлација ако нема повисока продуктивност, тврдат дел од економските експерти. ССМ тврди продуктивноста на македонскиот работник двојно е поголема од платата. Тема на денот со вице-премиерот за политички систем и лидер на Социјалистичката партија на Македонија, Љупчо Димовски. Православните верници денеска го одбележуваат празникот Свети маченик Трифун, кој во македонската народна традиција се поврзува со почетокот на пролетните активности и обновување на природата. Овој дел има силна символика, особено за лозарите и земјоделците, кои светителот го сметаат за свој заштитник и покровител. На овој празник традиционално се закројуваат лозјата, обичај кој символично го означува почетокот на новата лозарска година. Нашата екипа беше на лозјата на винаријата Монтеко во Кратово. О Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Со молитва, благослов и традиционално закројување на лозјата по повод празникот Свети Трифун во Кратовскиот регион символично започна новата винска сезона. Свештеникот ги освети лозовите насади, а лозарите со првите засечени гранки ја најавија надежта за родна и успешна година. И благослови го во лозје, запази го од секаква ѓаволска злонамерност и од подмолност на зли луѓе, направи го да принесува навреме плодови. Во лозјата на винаријата Монтеко годинава акцентот е ставен на развој и проширување. Покрај постоечкиот насад од 5,5 хектари Каберне Совињон, винаријата располага со над 30 нови хектари лозја со разновидни сорти вранец, со што значително се зголемуваат производствените капацитети. Винарија Монтеко во текот на минатата година инвестираше во најсовремени насади нови, во каде што на тие насади засадивме повеќе нови сорти на вина, кои што дополнително ќе го збогатат портфолиото на винаријата. Таму се работи за повеќе како бели, така и црвени сорти на грозје, како што се Пино Грижо, Совињон Бланк, имаме засадени количини на вранец, мерло и други. Паралелно со работата на лозје, винаријата активно го засилува и своето меѓународно присуство преку учество на водечки европски вински саеми. Винаријата Монтеко во текот на 25-та година учествуваше на престижни интернационални надпревари, вински надпревари, каде што секое наше вино доби, квалитетот на вината беше препознаен и секое вино доби награда. Можам да ги издвојам вранецот кој што се закити со 6 медали. Исто така Филип, нашето куве, кој што исто така има освоено 6 награди на тие надпреварувања. Ние се трудиме да го одржуваме тој премиум квалитет на нашите вина. Исто така даваме напори да бидеме застапени, да бидеме присутни на сите интернационални саеми за вино. Минатата година посетивме повеќе саеми, како што се саемот во Германија, саемот во Париз. Исто оваа година престојните саеми во Германија секако ќе ги посетиме, како и саемот во Варшава, во Полска, каде што ќе ги презентираме нашите вина и каде што исто така очекуваме позитивни коментари од најголемите светски познавачи.
Од мала семена винарија Монтеко прерасна во вистинска винска империја со над 40 хектари лозови насади. Ова закрување денеска ќе биде почеток на уште една плодна година, а амбицијата на винаријата е да достигне и над 200.000 литри квалитетно македонско вино со кое ќе се освојува светскиот пазар. Закриувањето не е само традиција, туку почеток на нов циклус, завет на лозарите, дека и оваа година од оваа специфична вулканска почва на 600 метри надморска височина, од плодот ќе потечат најквалитетните капки вино. Во секое засекување на лозата се крие искуството на генерации, но и визија за модерно производство и нови пазари. Со спој на традиционалното лозарство и современа технологија, Кратовскиот регион се посигурно го гради своето место на винската мапа. Мирена Давидовска, Сител телевизија. По повод празникот Свети Трифун, кој важи за најзначаен ден за лозарите и винарите од Тиквешкиот регион, заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски денеска од Неготино упати честитки до земјоделците, посакувајќи им добар род и стабилни, повисоки откупни цени. Лидерот на СДСМ Филипче пак беше во Кавадарци, но оттаму освен честитки упати и критики до владата заради, како што вели, намалување на земјоделските субвенции. Денот на лозарите Свети Трифун традиционално одбележани во Тиквешијата со пораки за поддршка, но и со нова политичка пресметка околу состојбите во земјоделството. Од Неготино, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски им го честиташе празникот на лозарите и им посака успешна сезона и повисоки откупни цени. Тој порача дека владата ги исплатила субвенциите во целост и дека поддршката за земјоделците продолжува. Владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макотрпно работат и произведуваат. Тоа се надевам дека ќе е мотив и ќе е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме и ќе продолжиме да го стимулираме земјоделието. Цените кои што можат да се видат оваа година се навистина добри, а се надевам дека во следната година, односно следната сезона, ќе имаме уште подобри цени и така секоја година ќе одиме нагоре. И лидерот на опозицијската СДСМ го честиташе празникот посакувајќи богат род, но упати и остри критики кон владата. Обвини дека поддршката за земјоделството се намалува, посочувајќи дека буџетот за субвенциите е скратен за 40 милиони евра, па како што вели Филипче, лозарите нема да ја имаат поддршката што ја имале кога СДСМ раководеле со владата. Кражба, плячка и незаинтересираност за луѓето, имено од кога ги фатија од Европа како крадат европски пари и го суспендира ИПАРД програмот. Сега владата ја намалува и програмата за субвенции во земјоделството во целост од 140 на 100 милиони евра. Значи за цела третина помалку пари ќе имаат сите сектори во земјоделството, сточарството, лозарството, полјоделството, овоштарството и нема да имаат овие земјоделци доволно поддршка од државата како што тоа го имаше во времето на владата на СДСМ. Нови обвинувања реагираа од ВМРО ДПМН. Оттаму тврдат дека СДСМ шири лаги и манипулации за буџетот кој тогашната влада го одвојувала за финансиска поддршка на земјоделството. Владата на СДС никогаш немала издвоено 140 милиони евра за програмата за финансиска поддршка на земјоделството. Вистината е поинаква. Веднаш по доаѓањето на власт, владата предводена од ВМРО ДПМН обезбеди 137 милиони евра за земјоделците. Филипче уште обвини дека владата ги заострува и критериумите за добивање субвенции, па како што вели за да се дојде до државна помош, наместо досегашните 2, сега прагот е зголемен на 5 декари. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Рубио од Минхен порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. За премиерот Мицкоски тоа е јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Премиерот оствари повеќе средби на маргините на Минхенската безбедносна конференција. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени и повисока инфлација ако нема повисока продуктивност, тврдат дел од економските експерти. ССМ тврди продуктивноста на македонскиот работник двојно е поголема од платата.
Американскиот државен секретар Марко Рубио од безбедносната конференција во Минхен ја ублажи реториката кон Европа и порача дека САД и Европа се нераскинливо поврзани. Пораките на Рубио, според премиерот Мицкоски, се јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. Мицкоски оствари повеќе средби, а на тие со председателот на Европскиот совет и со холандскиот премиер порачал дека овој процес на македонски евроинтеграции мора да биде базиран на реални резултати и реформи, а не да биде понижувачки за македонскиот народ. Разгледани се можности за нови холандски инвестиции во здравството. Со повик за нов правец во меѓународната политика и порака дека САД и Европа се нераскинливо поврзани, американскиот државен секретар се обрати пред европските лидери во Минхен. Говорот на Рубио, кој носи олеснување во затегнатите трансатлантски односи, повеќе пати беше прекинат со аплаузи, иако на моменти испрати јасни критики кон Европа, особено за безбедносните и миграциските политики. Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Пораките на Рубио според премиерот Мицкоски се јасен сигнал за сите сојузници дека светот веќе не функционира по старите правила. И она кое што особено беше важно неговото обраќање, а тоа е нераскинливата врска помеѓу Европа како континент и Америка како континент, или да бидам попрецизен, како што тој ја нарече Америка дете на Европа. Она кое што тој го порача и беше негова главна порака е дека како партнери и како пријатели треба да продолжиме да соработуваме во светот и не само во рамките на НАТО алијансата, туку и заедно да ги решаваме сите оние безбедносни предизвици, но и економски предизвици кои што се исправени пред нас како два различни континенти, Европа и Америка. Мицкоски на вториот ден од безбедносната конференција во Минхен оствари повеќе средби. Европската интеграција на Македонија била во фокусот на разговорите со првиот човек на Европскиот совет Кошта и со холандскиот премиер Схов. Мицкоски порачал дека овој процес мора да биде базиран на реални резултати и реформи, а не да биде понижувачки за македонскиот народ. Со Схов се разгледувале можностите и за нови холандски инвестиции во здравството. Ние се наоѓаме во истата конституенца заедно со Холандија во Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд. По два, тоа се холандските инвестиции во Македонија, но и соработката со мултинационалната компанија Philips и можноста за соработка во здравствениот сектор. И трета тема која што ја разговаравме, евроинтегративните процеси на Македонија во рамките на Европската унија. Мицкоски се сретна и со извршниот директор на Американскиот еврејски комитет, Тед Дојч. Разговарале за зајакнување на соработката, заеднички иницијативи во насока на заштита на човековите права, унапредување на меѓурелигискиот диалог и градење општество засновано на почит, толеранција и слобода. Мицкоски до крајот на денот ќе се сретне и со украинскиот председател Зеленски. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. За пленетата марихуана и натаму тема за партиски меѓуобвинувања. ВМРО ДПМН објави фотографии од Венко Филипче заедно со Тони Котев, во чија фирма се запленети десетици тони марихуана. СДСМ пак одговорноста за наркоскандалот ја лоцира кај власта, која нема одговор како 5 тони канабис ја поминале македонската граница. Нови партиски обвинувања по заплената на голема количина марихуана и отварањето на прашања за можна вмешаност на актуелни и поранешни функционери. Од ВМРО ДПМН објавија фотографија за која тврдат дека го поврзува лидерот на СДСМ со собственик на фирма во која била заплената марихуаната. Евидентно од сликата на која Филипче и Тони Котев стојат рамо до рамо, како петок и сабота, укажува на доброто познанство и соработката помеѓу нив. И наместо СДС и Филипче да прават замена на тези и да бегаат од одговорност, треба да ја одговорат на јавноста зошто се толку вознемирени и хистерични за заплената на овие 30 тони дрога. Дали стравот е испровоциран од инволвираноста на Филипче и Заев во наркотрговијата? Од партијата го повикуваат јавното обвинителство да ги истражи наводите и евентуалните релации во случајот.
Од СДСМ пак одговорноста за како што велат наркоскандалот била кај актуелната власт. Според опозицијската партија, молкот на премиерот, министерот за внатрешни и вице-премиерот биле потврда дека случајот води до врвот на владата. Поминаа 14 дена и се уште нема одговор за неголемиот наркоскандал во регионот, како 5 тони дрога поминаа преку македонската граница и кој ќе одговара. Сите молчат. Мицкоски, Тошковски, Николовски, Трчуловски, Томовски. Па кој во власта дозволил толкава површина да се одгледува во Македонија? Зошто власта не направила ниту една контрола на терен? Зошто не реагирала МВР, здравство, земјоделие и инспекторати? На почеток од месецов полицијата и обвинителството во голема акција во Скопје и Струмичко од фабрики за производство на медицински канабис одземаа 40 тони марихуана. Акцијата следеше откако во соседна Србија беа запленети 5 тони марихуана, за кои тамошните власти рекоа дека влегла од Македонија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Време е за тема на денот со вице-премиерот за политички систем и председател на Социјалистичката партија на Македонија, Љупчо Димовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Господин Димовски, неодамна промовиравте возила и опрема за гасење пожар, за шумски пожари преценени. За каде е наменета? Што се состои? Кој финансира пат? Да, тоа е резултат од проектот за прекогранична соработка помеѓу јавното предпријатие за одржување на повеќе наменскиот простор Јасен и општината Едеса или Воден од соседна Грција, а се состои во неколку видови возила за спречување на пожари и гасење на пожари. Вие знаете дека минатата година и претходно Јасен беше изложен на сериозни ризици. Да, летоска посебно. И големи пожари. И овој проект на некој начин оди во прилог на подготовките за следнава сезона, за која што се надеваме со оглед на временските прилики и хидрометеоролошката ситуација, дека нема да имаме таков обем на опожарување, зашто меѓу другото апелираме и на свеста на граѓаните. Може би е чудно за гледачите зошто вас ве прашувам за пожари, но набрзо ќе стане јасно, нели, патем каква е состојбата со ПП опремата на ниво на државата во смисол на механизација, лична опрема на пожарникарите, со луѓе, со механизација, летала, се. Та не можеме да се пофалиме дека имаме екипирани противпожарни единици, со исклучок на одредени општини, можам да кажам за општина Кавадарци, за другите ставам голема резерва со оглед на навистина лошата состојба со техниката, со личната опрема, со професионалната опрема на пожарникарите, воопшто со статусот на пожарникарите. Леталата веќе се во делот на Дирекцијата за заштита и спасување. Тоа се овие 3 ер трактори кои што ги имаме наменети за гасење на пожари, а овие хеликоптери што ги гледаме, тоа се хеликоптери од вингот на армијата на Македонија и од Министерството за внатрешни работи. Причината поради која сето ова ве прашуваме е затоа што вие сте задолжен за изготвување нов закон со кој ќе се изврши интегрирање на Центарот за управување со кризи со Дирекцијата за заштита и спасување во едно тело. Зашто се потребни беа измени во повеќе закони, нели? Планот ви беше законско решение кој ќе биде готово во пресет на летната сезона. До каде е тоа? Овака, јас сум задолжен од владата да го раководам процесот околу создавање на услови, а тоа претпоставува законско решение за спојување на двете институции кои што ги кажавте. Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за оборување со кризи. Ние одржавме 52 точно состаноци работни со повеќе работни групи, со стручњаци, експерти и така натаму, и обезбедивме огромни материјали, укажувања, записници, предлози и така натаму, кои што се однесуваат на Република Македонија, кои што се изготвени во НАТО, во Европската Унија и кои што имаат сериозни критични забелешки за состојбата во Македонија во овој дел. На крај,
тимот што е во владата околу мене, во рок од 7 месеци заедно го изготвивме законот. Тоа е законско решение од 20 глави, 265 члена и така натаму, кој што е фактички основата за трансформација на целиот систем кој што во моментов го имаме, а се грижи за справување со кризни ситуации. Меѓу другото, увидовме дека има одредени аномалии во актуелната законска регулатива кои што се конфронтираат со уставот на државата и ред други работи. Напорна беше таа работа, затоа што станува збор за прво за одговорност голема, а второ за поставување на систем кој што ќе гарантира дека граѓаните ќе бидат безбедни. И до каде е сега? Сега законот е готов и тоа е добрата основа за да се доврши со една посебна работна група од стручни луѓе, со представници од Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи, нормално од владата, и кон крајот на месецот сето тоа да се заврши. Потоа следи јавна расправа, ние можеме веднаш да го реализираме тоа, но потребно е време, затоа што тој процес на спојување на институциите исто ќе бара време, подготовки и така натаму, не е едноставен. Затоа и оваа година ќе бидеме без ова законско решение, затоа што за таков краток период не е ни можно. Проекциите од експертите од странство со кои што се консултиравме не упатуваат дека тој период треба да биде 3 години. Ние го скративме на 2 години, да речем, неполни. И мислам дека од септември месец веќе ќе можеме да бидеме подготвени, да можеме да го ставиме на јавна расправа, па потоа да отиде на собрание на усвојување. Добре, значи уште една е летна сезона или сезона на пожари што стана популарно, ќе биде со две одвоени институции кои што ќе функционираат во справување со Да, меѓутоа ние секако нема да оставиме на случајот, туку како што беше и минатата година, веќе за понеделник ни е подготвен првиот работен состанок за подготовка за состојби како не тај Боже да се случат, како што ги имавме минатата година, да бидеме подготвени. Вие знаете дека минатата година ние адаптиравме и полициски и воени возила за да можат да бидат ефикасни во противпожарната дејност, и тоа и навистина многу ни послужија. Понатаму директорот на Дирекцијата за заштита и спасување веќе ги има ставено во функција сите 3 авиони да бидат подготвени, така да состојбата многу повеќе се разликува од она што ја зетекневме кога влеговме во власта. Да искористам можноста да ве прашам за мислење за уште едно законско решение кое што предизвика бурна дебата во јавноста, ги засега дел од граѓаните, односно сите граѓани на еден или на друг начин, го засега бизнисот, го засега како што велат дискриминација, слобода на граѓаните, тоа е законот за спречување на пушењето. Кој е вашиот став? Ја имам специфичен став и дефинирано мислење кое што е познато. Јас сум за тоа дека треба да се регулира пушењето, не сум за решенија кои што се рестриктивни и сериозно ја загрозуваат слободата на човекот, равноправноста и приватноста. Не случајно ова го зборувам, затоа што Уставот со содржината на текстот на законот, според мене и според повеќе луѓе кои што се постручни во делот на правот од мене, Уставот е тангиран во членот 9, во членот 25, во членот 54, околу слободите на граѓаните, и тука треба предлагачот и навистина се заинтересира малку повеќе, особено околу одлуката 3906 на Уставниот суд, во кој што се дефинира равноправноста на продажбата на цигарите како сите останати производи, и мораме ние како предлагачи на законот, како влада, да се раководиме според тие одлуки. Од друга страна, јас оваа ситуација ја имав своевремено уште во 2011 година, кога бев министер за земјоделство и кога директно присуствував сите
опасности кои што се однесуваат преку овој закон на производството на ориенталниот тутун во Македонија, но тоа ќе го оставам за страна да не ја возбудуваме јавноста. Меѓутоа, кај мене во изминатиот период доаѓаат бараат средби луѓе од бизнис заедницата кои што се засегнати, тоа се и тобако компаниите од надвор кои што се присутни во Македонија со своји производствени капацитети, кои што го шират производството во Македонија, но и од угостителскиот сектор. Овој закон има, меѓу другото, и социјален елемент, финансиски елемент и економски елемент. Работењето на угостителскиот сектор се очекува дека ќе биде намалено со оглед на намалениот број на гости според решението за спречување на цигари и така натаму. Ја не ја спорам грижата на предлагачот на законот за здравјето на граѓаните, но ние проблемите мора многу пошироко да ги гледаме за да се засемат исправни ставови. Реакцијата е следна. Може да ни се случи намалување на прометот, речем, во објектите, а со тоа и потребата од задржување на персоналот кој што работи. Па да ни се случи персонал да отиде во Хрватска или Црна Гора, како што е праксата. Понатаму да се намали набавката, односно трговијата со прехранбени производи, пијалоци, земјоделски производи и така натаму, тоа ќе се одрази во економијата. Намален промот, помалку финансиски средства, помалку даноци во државата ќе се намали значи средствата, износот на средствата кои што влегуваат во буџетот. Затоа сметам дека треба да се гледа во правец на контрола на сетиот тој процес, односно со лиценцирање на објекти угостителски, каде што нема да биде незабрането, тој е многу груб израз, дозволено да се пуши, објекти каде што ќе биде просторот поделен на два дела, едниот дел каде што ќе се пуши, физички, а во другиот дел каде што ќе биде дозволено да се пуши, тоа ќе има и поставено специјални системи за проветрување на воздухот, каде што нема да се осеќа димот и каде што, например, за 25% би биле повисоки цените. Овој пример не случајно го наведувам, тој е примерот за работењето на угостителски објекти во Германија. Да, го имаме. Тој слушате, морам малку за политика да ве прашам, кога сме веќе тука околу околу различни ставови. Што следувате? Каква е состојбата во владата после последната препирка на релација вреди знам? Не би го мислите на 20 министри за европски прашања и на министерот Сави. Нема, мислам, атмосферата е мирна. Значи, ваата нормално си работи. Ја послушаа пораката од премиерот тука дека завршува дебатата? Затоа што, и тоа е мојот став, затоа што премиерот во почетокот кога е мандатар, тој сега е премиер, но во почетокот кога е мандатар за составување на владата, дојдоа предлози од сите политички партии кои што се дел од владата, предлози за поклопување на одредени министерски места. Тој го врши изборот и тој е тој кој што се прашува дали е задоволен или не е задоволен од работата на министерот. И тој одлучува дали има потреба да му се заблагодари на соработката или понатаму ќе се работува, а не... Без обзир на, како што велика, сами вреди ќе кажа кој ќе биде министер. Мислам дека тоа се зборови одвише и не добро, или моментот не е добро избран за да се кажат. Во контекст на реконструкцијата што ја најави премиерот оваа пролет, што сметате вие, како сте вие како лидер на СПМ задоволен од вашите кадри кои што учествуваат во програмата на владата, мислам во сите ешелони? Ние во партија на месечно ниво ги анализираме резултатите од работењето на луѓето кои што се постав на предлог на Социјалистичката партија дел од извршната власт и можам да кажам дека сме во целост задоволни со работата, доколку има одредени замерки на некои од нив, ќе седнеме, ќе разговараме и ќе донесеме заедничко решение со премиерот, односно со нашите колеги од коалицијата.
За разлика од политичките односи со Бугарија, гледаме дека економските и натаму се подобруваат. Последно е ратификувањето на договорот за железничкиот тунел од страна на Собранието во Софија, иако е Бугарија во предизборен период. Па што очекувате да се случи по изборите? Каде Рубен Радев, да бидеме искрени, е сериозен кандидат за премиер, подобрување или влошување на состојбата во однос на евроинтеграциите? Статус кво, мислам дека ќе биде, имајќи во предите денешната изјава на претседателката на Бугарија, која што е дадена во Михен. Ние инсистираме билатералните прашања и проблеми, тоа не е проблем, тоа е проблем за Бугарија, не е проблем за нас, што они имаат расчистени работи околу историското минато. Не сакаме да бидат дел од македонскиот процес за полноправно членство во Европската унија. За жал, состојбите се такви. И ние инсистираме и понатаму, и како партија, и како влада, на ставот дека уставните измени со гаранции дека повеќе нема да има барање од бугарска страна, се последното нешто што на што можеме да се согласиме. Уставните измени за бугарите во уставот, но со одложено важење после влегувањето, зачленувањето на Македонија во Европската унија. Тоа е вашиот став како партија. Добро. Доколку ова остане сега, како што е статус кво, ситуацијата, какви се вашите проекции, има ли решени излез од оваа ситуација? Гледате како светот драматично се менува. Повеќе не наликува на оној светот пред година дена, особено не пред 10 години. Нашиот предизвик е полноправно членство во Европската унија, да бидеме равноправни, за да можеме да им ја обезбеди на полесен и побрз начин благосостојбата на нашите граѓани. Но во исто време ние ги развиваме нашите релации со останатите држави во светот, особено со стратешкиот партнер Соединетите американски држави, еве и после вчерашниот договор за намалување на царините, доволно оди во прилог на тоа дека таа соработка што имаме воспоставено со Соединетите држави од ден на ден се повеќе се интензивира. И ние точно е тоа дека сакаме да бидеме дел од европското семејство, но паралелно дека тоа не се случи, ги развиваме односите со стратешките партнери, со државите кои што ни се наклонети и со кои што можеме да развиваме поинтензивна соработка во корис обостран, и тоа и го правиме. Љупчо Димовски, гостин во тема на денот во Дневникот на Сител, ви благодарам. Ми беше задоволство. Минимална плата од 600 евра ќе донесе повисоки цени, а со тоа и повисока инфлација, ако не е проследена со повисока продуктивност, сметаат дел од економските експерти. Сојузот на синдикати тврди дека продуктивноста на македонскиот работник е над просекот на светско ниво, односно двојно попродуктивен отколку што е платен. Ако работниците сакаат зголемување на минималната плата на 600 евра, ќе мора да бидат подготвени за повисока инфлација, односно повисоки цени. Експертите велат, примамливо звучи примањата да се зголемат за 50%, но доколку не е подкрепено со зголемена продуктивност, тоа не може да помине без ефекти во економијата. Упорноста на инфлацијата која што ја видовме во текот на 25-та и особено во втората половина од 25-та година, во голема мера може да се припише на динамиката на пензиите која што беше предизвикана од адхок зголемувањата. Во кумулатив тие изнесуваа сега со март ќе изнесуваат 1000 денари месечно по пензионер. Значи тоа кога ќе го помножите по бројот на пензионери на годишно ниво, добивате некоја бројка која што е над 200 милиона евра годишно повеќе во економијата, што се разбира гледано од индивидуална перспектива е позитивно, секој е задоволен со повеќе примања, меѓутоа тоа е главната причина зошто инфлацијата не можевме да ја собориме побрзо од ова што е ситуација сега. Значи, ако зборуваме за зголемување од тој обем и повеќе по работници имаме дупло повеќе од пензионери, тогаш може да замислите каков притисок тоа ќе направи врз инфлација. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати објави податоци од извештај на Меѓународната организација на трудот, според кои продуктивноста на македонскиот работник е над просекот на светско ниво.
Тој е двојно попродуктивен отколку што е платен. Според ССМ, македонскиот работник со минимална плата добива 17% од вредноста што просечно ја создава во еден месец. Продуктивноста во Македонија изнесува околу $34 од одработен час, 1768 денари. Македонија, а пред се македонските работници се продуктивни над светскиот просек, $23,27. Ако се пресмета на месечно ниво 168 работни часа, еден работник е продуктивен, односно создава 297.024 денари месечно. Нето минималната плата во Македонија изнесува 24.379 денари, велат од ССМ. Според синдикатот, постои економски простор за раст на платите и покрај тоа што одредени експерти, газди и функционери убедуваат во спротивното. Иако владата се иззема од трипартитниот диалог и практично остави на работниците и работодавачите сами да се договорат околу евентуално зголемување на минималната плата, економистот Петрески смета дека сите три страни ќе мора да најдат компромис за ова прашање. Во моментов најпрудентното решение се разбира да се цели кон тоа минималната плата да го задржи, да ја задржи својата куповна моќ, односно да се усогласи со растот на цените и просечната плата во претходната година, а штом инфлацијата се смири, тогаш низ еден подлабок диалог базиран на докази, базиран на податоци во кои што нели ќе учествуваат трите засегнати страни, работодавачите, работниците и владата, да се дојде до евентуално решение кое што би значило некакво согласување над тој износ. Државната статистика вчера објави дека месечната инфлација во јануари се намалила за 0,7%. Тоа според експертите е добар индикатор, но се уште постојат ризици, како домашни, така и глобални. Тоа значи дека допрва ќе стане појасно дали годинава инфлацијата ќе се стабилизира. Очекувањата на владата се дека до крајот на годината стапката на инфлација ќе биде под 3%. Даниел Василев, Сител телевизија. Стружани се уште немаат чиста вода за пиење. Причините за загадувањето на водата во градскиот водовод ќе ги утврдува приватна институција, а градоначалникот уверува дека состојбата ќе се стабилизира за неколку дена. Приватна институција дополнително ќе утврдува кои се причините за заматеноста на водата во Струга. Стружани се уште немаат чиста вода за пиење, а градоначалникот Ќура уверува дека се преземаат сите мерки од страна на надлежните институции и се надева дека за неколку дена ќе се реши овој горлив проблем, кој во градот го има со години наназад. Се мисли дека може да е дојдено од земјотрес, може да е дојдено од лица кои работеле од 2020 па пред тоа со копање во горниот дел на базенот, што е можно, но не можам да потврдам со сигурност дека се случува тоа. Исто така, ние веќе имаме нарачено во понеделник да дојдат од Скопје институции приватна која ќе видиме да утврдиме од каде се случува овој феномен. Според Блинков од Инспекторатот за животна средина, секое загадување на питка вода е опасно. Пореков, опасно е, да, у секој случај. Секое загадување на изворите питка вода, да речеме за Скопје, од изворот Раче имаме 6-валентен хром од стариот хотспот Жешка точка во Јуохром. Доколку еднаш се загади тој извор и практично вечно главниот град ќе остане без питка вода за пиење. Значи, опасноста е сериозна, посебно за изворите за питка вода. Иако според последните анализи на Центарот за јавно здравје заматеноста се намалува, сепак се уште трае забраната за користење на водата од градскиот водовод во Струга. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А термалниот потенцијал на село Бање во општина Чешиново Облешево повторно се враќа во развојните планови. Термалниот потенцијал на село Бање повторно се враќа во фокусот на локалните развојни планови на општина Чешиново Облешево. Локалната самоуправа иницира процес за активирање на просторот, каде што некогаш функционирал бански центар, со намера истиот да добие нова намена и современ изглед. Административните пречки поврзани со сопственоста се надминати и целата површина со која располага поранешниот центар сега е во сопственост на општината. Бање е составен дел на општина Чешиново Облешево. Таму поседуваме или имаме како општина еден ресурс кој што е веќе години наназад неискористен и за жал не допринесува нити во развојот на туризмот или на угостителството во општината, нити во државата. Затоа, уште од првиот момент како градоначалник имам идеја
имам визија како и на кој начин таму во најбрзо можно време ќе прерасне во еден голем бањолошки центар. Костадинов посочува дека постои сериозен интерес од потенцијални инвеститори, а концептот на идниот центар ќе се темели на позитивни искуства од веќе етаблирани банјски комплекси во земјата и странство. За среќа интересот е доста голем. Има луѓе кои што сакаат да инвестират во оваа гранка, инвеститорите со кои што сум во контакт, сакаат да вложат таму големи финансиски средства, милионски суми во прашање, во евра зборуваме, и се надевам дека ќе видиме за скоро време таму нешто поконкретно. Паралелно со оваа иницијатива се разгледуваат и можности за поширок туристички развој, при што посебен акцент се става на етнотуризмот како дополнителна содржина што би ја збогатила понудата. За Сител, Траје Ристовски. Иако владата нема намера да им забранува на малолетниците да користат социјални мрежи, туку упатува на родителите, тие пак се поделени кој треба да го контролира пристапот на малолетниците до интернетот и социјалните мрежи. Со поделени мислења се и самите малолетни ученици. Сите се согласни дека интернет просторот и социјалните мрежи за малолетниците треба да бидат строго контролирани, но останува дилемата кој да го направи тоа, државата или родителите. Министерот за дигитална трансформација пред неколку дена уште еднаш го повтори ставот на државата, дека таа не сака забрана, туку родителска контрола во рамки на проектот МК SafeNet, кој што веќе една година се спроведува во училиштата. Овој став го поддржа и дел од наставниот кадар, но родителите пак се поделени околу ова прашање. Јас сум за, имам 3 деца и јас со нив нон-стоп зборувам за дека не треба да користат. То треба државата си го преземи. А ние како родители како ќе преземиме кога пред 2 години онлайн настава мораше да има телефони. Значи систем образованието пред се треба да му забрани користење. Родителите нормално ќе си го почитува законот. Па и јас сум родител и јас го ограничувам моето дете. Па не знам што да речем. А државата треба да преземи? Да. Ама како ќе превземи државата, џабе? Во мојот дом кој ќе иди да контролира дали така да ние како родители треба да ги ограничиме. Со поделени мислења се и самите малолетни ученици. Јас до некој дел и не се согласувам со тоа, бидејќи јас секојдневно користиме, сите користиме социјални мрежи, секојдневно. Но треба да има ограничувања? Не. Ја мислам дека не треба да има ограничување. Ја мислам дека тоа е точно, ти може многу лошо да му влија интернетот на некоја млада личност. Поточно во тинејџерските години, од има многу навредување и треба да се ограничи. Може треба. Оти некои многу ги користат на глупости, на неубави работи. Психолозите пак повикуваат на итна контрола поради штетноста на самите процеси. Децата ги губат моторичките вештини, треба да трчат, треба да играат. Играта е важна психолошка, да речам, важен психолошки елемент каде што децата така се развиваат. Исто така се губи многу, гледам кај децата фокус, концентрација, постигнуваат помалку академски успеси, се јавува агресијата, анксиозност, депресија. Дека треба да има контрола на користењето на социјалните мрежи од страна на малолетниците. Согласни се сите надлежни фактори. Но како ќе се спроведува сето тоа во иднина, останува детално да се допрецизира. За Сител, Дарко Штарговски. Полицијата уапси 25-годишен жител на село Малотино од општина Старо Нагоричане, осомничен за убиство на 78-годишна жителка на село Челопек, соопшти Кумановската полиција. Како што наведуваат од таму, на 12 февруари, осомничениот влегол во незиниот дом, физички ја нападнал и со перница ја задушил жената. Вчера во 19:30 часот во село Драгоманца, општина Старо Нагоричане, полициски службеници од полициското одделение од Старо Нагоричане го лишија од слобода ТБ, 25 години, од село Малотино, општина Старо Нагоричане, поради сомнение дека сторил кривично дело по член 123 од Кривичниот законник. Обвинителството даде повеќе наредби за обезбедување докази и траги од лице место кои ќе бидат предмет на вештачење. Постојат сомненија дека истото лице во претходниот период било извршител и на други кривични дела во Кумановско, зашто по наредба на јавен обвинител интензивно се преземаат действија за испитување на околностите и поврзаноста на настаните. По целосно испитување на настаните ќе биде поведена соодветна постапка.